Почитувани гледачи, добро вечер. Еве него уште една ТВ дебата на ТВ Нова. Последните градби, последните настани, градбата на воглавиот Орел во општина Чаир и обидот за градба на Крст во општина Бутел, повторно ги стави меѓуетничките односи во Македонија на тест и на проба. Дали граѓаните ќе издржат, ќе одолеат на ваквите предизвици? Дали институциите ќе се однесуваат согласно законите, онака како што налага, и дали политичките субјекти, политичарите ќе бидат рамнодушни или ќе го следат ветерот или пак ќе смируваат, останува да се види. Ние ќе говориме токму за оваа тема, за меѓуетничките односи во Македонија и за улогата на меѓународната заедница во креирање на добар меѓуетнички или лош меѓуетнички амбиент во земјата. Вечерва мои гости во ТВ Нова, доктор Филип Петровски и господинот Исмет Рамадани. Добро вечер за обајцата. Се познавате добро, ми се чини. Да. И обајцата бевте пратеници во еден пратенички состав. Не знам колку често сте по медиумите и колку сте се сретнали. Ова е, предпоставувам, една од вашите ретки средби на ТВ дебата. Да? Добра можност да видиме до кај сме. Додека бевте пратеници, додека бевте политички ангажирани, сега мислам дека не сте директно во некоја политичка партија, можеби сте симпатизери и така натаму. Колку што знам, нели Филип? Јас сум во ВМРО ДПМН. Добро. Да. Вечерва говориш во име на ВМРО ДПМН? Не, говорам во моје лично име, не сум во раководните структури на партијата, така што да не инволвираме партија, ќе зборувам она што јас го мислам и го расудувам од овие проблематични настани. Пред да поминеме на конкретни прашања, бидејќи ова е еден дел за запознавање на можеби помладите гледачи кои што не ве познаваат од времето кога се занимававте активно со политика и тогаш имаше конфликтни ситуации, меѓуетничките односи секогаш беа приоритет во парламентот. Како тогаш го градевте односот едни со други како политичари Исмет? Имавте ли прилика да полемизирате со Филип? Сме полемизирале на говорница. Имале полемики со Филип, затоа што Филип ние го запознавме кога беше со студентите против педагошкиот факултет на албански јазик тогаш. Но беше млад. И беше млади со студентите, со младите, значи познат по тоа викања, гасни комори и така натаму. И во меѓувреме Филип и неговата дружина им дозволивме да влезат во парламентот како студенти и да ги искажуваат нивните ставови како представници на студентите. Мислам дека така беше. Така беше, така, 97. И јас во тој момент кога влегуваа низ главната врата, се сеќавам многу добро, бев на говорница. Нешто и кога влегува, нормално камерите, пошто тогаш беа се свртеа кон нив, така? Кон нив. Одговорницата кон нив. И јас тогаш можеби направив една мала шега или иронија, како да ви кажам, и како да влезе председателот на државата, веднаш камерите кон нив. И после тоа, мислам, првиот мандат, после тоа дојде пратеник и со господин Петровски бевме и во еден состав, мислам, еден мандат беше, така? Да. И тогаш имаше случувања каде што нормално имаше полемики, имаше... Тоа што градеше демократијата или парламентарна во Македонија, имаше... Но тоа не значеше дека понатаму немавме никаква комуникација и после тие полемики. Сега ќе видиме како ќе поминеме денеска. Имаме простор од час и нешто. Филип, без разлика што не сте активни партиски, ги следите политичките збиднувања. Овие неколку дена имаше доста такви вознемирени ситуации каде што граѓани излегуваат на протест, имаше задоволство и така натаму, обвинувања меѓу градоначалниците. Како ги оценуваш меѓуетничките односи сега и овие настани сега? Дали се директно атак врз меѓуетничките односи или пак се тие стабилни? Ова е само еден дел од
политичката иконографија во Македонија на која сме научили да ја гледаме. Знаете што, еве кога го споменуваме тој мандат 98 година, тој заврши со војна во 2001. Така што ние бевме колеги, меѓутоа имавме големо премрежје и расправи и промена на устав насилно наметната од меѓународен фактор, така што низ тој визир, низ таа перспектива не сум баш сигурен дека сме на добар пат да поставиме добри меѓуетнички односи, ако ги земеме во предвид последните настани. Вие имате пред 15 дена поставување на двоглав орел во Чаир, на кој што од едната страна има карта на голема Албанија. Тоа е еден проблем. Вториот проблем е што тоа е дивоградба. Значи, легалистички, ако гледате, не се ни потрудил градоначалникот на таа општина да ги почитува законите на оваа држава, што можеби низ символиката што ја покажува на тоа одбележје и сака да покаже дека му е побитна некоја друга држава, која што можеби сака да ја формира, што во многу ги дигна тензиите кај граѓаните. Знаете, тоа не е верско обележје, тоа е обележје кое што асоцира на еден проект кој што ниеден македонец не може да го прифати. А од друга страна имате, ајде да не речам одговор, меѓутоа иницијатива на општина Бутел, која што е легално помината низ нејзините овластувања и е законска, каде што можело да се дебатира, каде што се усвоило и каде што се подигнува еден споменик, тоа не е споменик, тоа обележи верско, кое што мислам дека не им пречи ниту на добар дел од албанците, бидејќи знаете дека има албанци и католици. Јас видов една реакција на македонците муслимани, кои исто така смета дека ова не е обележје кое што ги дели луѓето, туку на некој начин за одредена група на луѓе, која што е доминантна во општина Бутел, представува еден да речеме верски израз. Ја не гледам зошто истиот тој градоначалник што гради дивоградба двоглав орел, истовремено гради дивоградба џамија на Пластичарска улица, и третото води една иницијатива да сруши еден камен темелник кој што е осветен дури од поглаварот на Македонската православна црква. Јас се извинувам што сум малку поопширен. Меѓутоа, тоа не можам да го гледам ни низ визир на некаква негова верска определба, ниту низ визир на добри меѓуетнички односи. Човекот сигурно знае што прави. И време е некој да му каже дека тоа не е добро, не само за односите во Бутел и во Чаир, туку ни за односите во цела Македонија и визави македонците и албанците. Ми се чини дека тоа го злоупотребува за ефтини политички поени, дуи се тркаше да го престигне она Беса, другата партија која што им е конкурент, и мислам дека им излезе од контрола се ова што го прават. Уште едно прашање, се извинувам, господин Рамадани. Рековте, некој треба да му каже. Кој? Знаете што, ако збориме за двоглавиот орел, треба да му кажат институциите дека треба да го срушат. Ако збориме за насилното во Бутел што го прават, требаше полицијата да го спречи. Ако збориме за капацитет на полицијата, и кога се поставуваше камен темелникот во присуство на поглаварот на црквата и на голем број граѓани кои што тоа го доживеа како некаков празник, не го доживеа како поделба на граѓаните, нели тргна исто да протестираат луѓе, па беа спречени. Во моментов полицијата ги спречува македонците од Бутел да дојдат на местото каде што е крстот. Вие имавте реакции на полицијата. Сакате да збориме за 6 мај минатата година, кога беше нападната владата од страна на активисти на СДСМ. Полицијата успеа да воведе ред после 4 сата напади. Сакате да збориме за насилните протести за судењето за Монструм. Јас лично го гледав растурањето и капацитетот на полицијата. Во овој случај во Бутел, полицијата не го спречи создавањето на конфликт.
што е многу индикативно и многу опасно за стабилноста на државата. Знаете што? Техничкиот министер Оливер нема обврска да на нас ни дава соопштенија како невладина организација. Тоа е извршен орган на државата кој што треба да ги спроведе законите и да ја осигура безбедноста. Со намерното пропуштање да се осквернави објект кој што е за многу граѓани свет, тој спонзорира конфликт во кој што може да се вовлечат албанците и македонците непотребно. Така што ситуацијата е мощно сложена и мислам дека овдека се назира една коалиција во која што можеби имаат одредено влијание и странските фактори. Господин Рамадани, истото прашање, освен од кај ќе тргнете реплика на ставовите на господин Петровски или ќе дајате оценка за меѓуетничките односи, дека тие сепак се стабилни или имате коментар за последниве настани за кои што Филип Петровски смета дека се на патот да ги нарушат меѓуетничките односи? Вака, Љубиша, мислам, животното искуство, искуството во животот и во политиката ме прави за да бидам одговорен, посебно кога се во прашање вакви ситуации и посебно кога се меѓуетнички односи, затоа што треба да внимаваме во оценките и зборовите што ги кажуваме во една чувствителна ситуација и чувствителни односи. Мислам дека одговорните луѓе во политиката, одговорните лидерите на политичките партии, ако не се одговорни и не сносат одговорност за вакви одредени и вакви слични ситуации, тогаш мислам дека грешката треба да ја бараме таму. Јас си бидам многу едноставен. Јас нема да барам ни полицијата, ни институциите, ни во овој момент да интервенираат, затоа што знам еден многу по-лесен начин како може да се реши проблемот. Се работи за луѓе кои се припадници на партијата на Али Ахмети и луѓе кои се припадници на партијата на Никола Груевски. И двајцата веќе знаеме дека во рамките на нивните партии се неприкосновени лидери. Нивниот збор е прв и последен. Јас сум сигурен дека уште вечерва, ако тие двајца лидери седнат, и им треба само 15 минути, и ова работа ќе се реши, овој проблем ќе се реши. Сака да кажете дека не се слушнале? Тие се слушнале, меѓутоа што превземале како лидери. Затоа, како што барат и, мислам, дел од изјавата и на Хојтији денеска беше, вакви работи се случуваат и кај нас, и во Америка. Меѓутоа, многу значајно е како ќе се реши проблемот и кој ќе го реши проблемот. А проблемот може да го решат само тие на кои им оди зборот во вакви ситуации. Затоа што и поставувањето на орелот беше иницијатива и присутни во поставувањето биле структурите на ДУИ, значи структурите на ДУИ и дел од членството на ДУИ. Поставувањето на камен темелникот на крстот беше исклучиво иницијативата на луѓе од ВМРО ДПМНЕ, нормално и со свештениците кои биле присутни во такви. И во една таква ситуација, јас и луѓето кои мислат слично како што мислам јас, велам вака. Тој орел кој беше поставен е орелот на ДУИ и за жал крстот кој е универзален символ беше поставен од ВМРО ДПМНЕ, што значи тој крст е крст на
ВМРО ДПМН. Иако поаѓаме од ваков начин на разбирање на политиката и поставување на символи на ваков начин, Се извинувам, сакате да кажете тоа дека нема значи- тие пошироко тоа- значење? Дека Орелот не се однесува имат на тие- сите албанци тие и крстот не се последици имат. однесува на сите македонци? пошироко значење, меѓутоа прво доаѓаат последиците, па поширокото значење не знам кога ќе дојде. Значи, и двајцата лидери на партиите требале навреме да бидат информирани и да знаат во кое Може дека време, не знаеле, господин. во кое време што се поставува и кои ќе бидат рефлексиите, значи како тоа ќе рефлектира во средините каде што се поставуваат. Тоа значи неодговорно однесување. И во кое време се поставуваат? Зошто пред зборите, зошто баш сега и кои ќе бидат последиците? Последиците се во влошување на меѓуетничките односи, односно македонско-албанските односи и меѓуверските односи во една ситуација која веќе како да некој инсистира да биде интегрален дел од сето тоа што се случува во овој немирен свет. Така што мислам дека тука е грешката. Јас не сум поборник да речеме да се употреби веднаш уште од почеток сила, дали полициска или од другата страна, затоа што тоа може да има тешки последици, посебно во Република Македонија како мултиетничка, во средината каде се поставени двата символа, значи мешана средина, така што тука веќе реакциите може да бидат. Добро. Но едно што ме радува, значи тука и очекувам дека граѓаните, значи мнозинството на граѓаните тоа го сватија дека тоа е некој дил меѓу двете партии кои се коалициони партнери во владата и најверојатно се свесни која е целта, значи која е тенденцијата на поставувањето на овие символи и нивната реакција. Знам точни информации, значи имам дека во поставувањето на орелот не присуствува ни еден албанец кој не е член на ДУИ. Во поставувањето на крстот не присуствувал ни еден член кој не е член на ВМРО ДПМН. И тоа веќе ни дава дека овие две партии узурпираат се, а узурпираат посебно, мислам, стои таа теза дека ако не си во ДУИ, не си добар албанец, не си албанец како што треба, ако не си ВМРО ДПМН, не си добар македонец, не си патриота и така натаму. Така што тоа е... Има ли дил? Споменавте дил. Го слушнаме тоа денови дека еден од коментарите на аналитичари и мисличи на опозицијата дека станува збор за дил. Каков дел? За тој за кој што говори. Ја мислам дека тоа нема врска. Прво и основно, ВМРО ДПМН, секој нормален политичар во ВМРО ДПМН и секој нормален македонец нема никогаш да се договори да му истопорат во чаер двоглав орел со карта на обединета, односно на голема Албанија. Тоа не може да го... Мислам, тоа е импровизација. Дека преќутно ќе се направи нешто од таков тип, не верувам дека некој би преземал таква одговорност. Јас ги разбирам позициите на соговорникот и разбирам дека во просторот кај албанците е стеснет просторот за политичко делување, дали е тоа ДПА, БЕСА, интелектуалец некој и така натака. Тоа е веќе проблем кој што мора да го решат како
ќе се справат со големината или мајоризацијата на ДУИ врз тој простор. Меѓутоа, дил на ВМРО ДПМН и ДУИ нема. И јас ве уверувам дека такво нешто не може ниту да има. Нити пак некој од членовите тоа би го прифатил. Тоа е премногу радикална теза. Но ако гледате во поширок контекст, има две работи кои што треба да ги истакнеме. Ермира Мехмети, кој што е презема улогата во ДУИ на радикален орел, со користење на реторика која што е блиску до нацистичка, вели овој дел од Вардар е наш, што е неприфатливо. Бутел е мнозински македонска општина, во која што убеден сум ниту еден албанец нема проблем да живее, ниту е во било каква опасност, ниту мислам дека тие добрососедски односи би биле нарушени од луѓе како мојот соговорник или како мене, но таа ја буцка ситуацијата да ја доведе до некакво вриење и таа теза е многу опасна, но таа теза им служи внатре во политичкиот блок да ја одржат таа доминантна позиција, зашто мисля дека на тој начин ќе можат да продолжат да ги собираат гласовите, ама ја доведува цела Македонија во нестабилност. И втора работа, грешите ако мислите дека крстот како верски символ го поддржуваат единствено членови на ВМРО ДПМН. Ако сте во право дека е тоа така, тогаш ВМРО ќе биде во македонскиот дел во наредни 1000 години на власт. Се извинувам, една мала пауза и се враќаме веднаш да продолжиме со дебатата. Мала видео пауза. Се тоа сме ние. ДМ. Тука сум човек, тука купувам. Горди што сме жени. По повод 8 март ДМ ви подарува попуст до минус 50% на одредени парфеми. Подарок сетови и шминки. Ова е дебата на ТВ Нова. Гости денеска во студиото, доктор Филип Петровски, господин Исмен Рамадани. Разговараме за една доста сензибилна тема, тоа се меѓуетничките односи и улогата на меѓународниот фактор во ова. Господин Петровски, во првиот дел од вашето излагање вметнавте вториот дел од насловот на оваа емисија, дека може би зад ова, ако не станува збор за дил, за кој што говореше Исмет Рамадани, дека зад ова може да стои некој странски фактор, ако добро ве парафразирав. Ке можете и да појасните на што мислите и на кого мислите кога го велите тоа? Знаете што? На 23 февруари имаше една голема паника во македонскиот парламент за да се одложат изборите на 24 април, бидејќи нели требаше се распушти парламентот на 24 февруар, ден потоа. И се правеше многу сериозен обид да се направи ново парламентарно мнозинство, да се соберат 62 пратеника надвор од пратениците на ВМРО ДПМН, за да се одложат изборите и на некој начин да се изврши можеби и насилна смена на власта. Не се определија на варијанта да зборуваат за ново мнозинство и да речеме избор на премиер од коалицијата што тој ден се правеше обид да се формира, туку само за да се одложат изборите на 24 април, но се тестираше нов распоред на сили, бидејќи еден од
водците беше Павле Трајанов, но Тој е во власта. тој не е во власта. Тој е во власта. Тој не е во Тој е власта. во власта, има заменик министер. Тој не е во власта. Тој ја напушти власта Не кога напушти власта, господин кога- Петровски. Тој може делува така во изјавите, не јас мислам дека се не е во власта. Тој е човек кој што се обидува Не е да важно, оформи, трајно ќе прашам. да го прашате. Може да го прашам и јас ако го донесете во емисија. Зашто делува вака како што делува. Но не само тој, туку и Лиле Поповска и СДСМ заедно со двете албански партии во собранието. За жал, нивна, а за среќа на Македонија не успеа да се оберат 62 пратеника и вечерта мораше да се преговара од страна на странскиот фактор, вие добро знаете кој беше во седиштето на ВМРО, да се одложат изборите. Кој? Па знаете, беше еден амбасадор. Добро. Така, нели, збореа сите медиуми. Беше Джес Бейли. Значи, не успеа да го оформат тоа мнозинство, така што мораше да се потпрат на гласовите кои што ги има ВМРО. Меѓутоа, ВМРО тогаш побара одредени гаранции, бидејќи Заев не е човек кој што може да ги даде гаранциите, затоа што ги менјава нон-стоп своите ставови. Беа дадени гаранциите од меѓународниот фактор дека 5 јуни може да биде тој датум до кој што сите барања на Заев би се исполнили и веќе би дошле во една нормална ситуација да извадиме државата од криза. Но тој меѓународен фактор покажа прилично отворена инволвираност, прилично брутално мешајки се во комбинациите кои што би можеле да доведат до нови избори или до формирање на нова влада. Така што после тоа ми се чини сватија дека направија голема грешка. Оти било какво истражување да направите, ќе видите дека врз гласачот македонски не влијае странската интервенција. А на 5 јуни на изборите гласаат македонските граѓани. Не тие што ги прават овие состојби вакви какви што се. И после се, ако веќе се определиле да се мешаат во сите работи внатре во државата, требаше да дадат изјава и за двоглавиот орел во Чаир, па ако сакат и за крстот во бутел. Оти, или ќе бидеме консистентни во мешањето, или треба да не остава да ја водиме политиката како што треба да се води, се разбира со сугестии да не избијат меѓунационални конфликти, да не избијат тензии кои што, гледате, избиваат, иако присуството е тука видливо, денеска беше Нели Хојтли, требаше ги адресира и овие прашања. Господин Рамадани, кога говориме за улогата на меѓународниот фактор, меѓународната заедница, за странците, за големите сили, неколку термини, за американците, за европјаните, не знам вие кои го користите, но по Македонија одредени разни политички структури различно ги именуваат. И самиот сте активен на некој начин со дел од меѓународната заедница. Како вие гледате, еден дел од македонските политичари гледаат благонаклонно, дека странците работат на подобрување на меѓуетничките односи, економските односи, на демократизација на општеството. Другата половина смета дека е обратно, ова што господинот Петровски го смета, дека странците премногу се мешаат радикално и дека тие не работат за доброто на Македонија. Какви се вашите позиции околу прашање, дали тие навистина и помагаат или одмагаат на Македонија? Не, јас ова се почесто го слушам, за жал и од интелектуалци кои припаѓаат на таа провиненција ВМРО-вска, дека секогаш измислуваат некаков заговор против Република Македонија и измислуваат непријатели за Република Македонија кои, кога би биле сите так непријатели, големите сили или како една САД и други европски земји, тогаш не знам што би правеле ние како Македонија. Прво треба да сватиме дека со години таа меѓународна заедница Европска унија и САД и помагаат на Македонија како држава. И тоа во сите аспекти. Тоа што значи градење на демократија и демократски институции и во тоа што значи финансирање. Милиарди се дадени за Македонија, неповратни средства
од Европска Унија, низ разни програми, ФАРЕ, ИПАД и така натаму, од САД и така натаму, исто така, а во исто време, дали пред да биде Филип пратеник, ние имаме сите координатори на пратеничките групи, определивме опција како политички партии дека ние стремиме да бидеме членка на НАТО и членка на Европската Унија. И работиме и работевме на тоа дека еден ден треба да бидеме, значи и да припаѓаме таму во Европска Унија и да бидеме во НАТО, со тоа што после дури имаме и стратешки односи со Соединените Американски држави. Ако е така, во исто време ние, како што работиме на тоа што значи евроатлантски интеграции, некои атрибути институционални државни веќе полека ги делегираме во тие во Европска Унија или утре во НАТО. Затоа што ние со мисии веќе учествувавме во тие коалиции, односно во НАТО. Иако сме во таква ситуација, нема никаков разлог, толку дилеми и толку ние толку голема недоверба кон обидот за олеснување и помагање да не извлечат и од одредени политички кризи, како што беше и 2001, дури и конфликтна криза, и оваа криза, и сега. Дајте малку да бидеме по-логични, ако сакаме работите добро да ги анализираме. Пример земам. Во цело време јас го слушам ова во последно време дека специјалната јавна обвинителка е наклонета кон СДСМ, односно кон Зоран Заев. Точно е тоа. Само да ти кажам, да го завршам ова. Да. А во исто време, цело време, специјалното обвинителство добива безрезервна поддршка од САД и Европска Унија. Дури со фотографија и голема слика. Што тоа значи? Ако специјалното обвинителство, односно Катица Јанева, има поддршка од САД и од Европска Унија, и ако таа го поддржува Зоран Заев, тоа логиката ме тера да мислам дека и САД и Европската Унија го поддржува Заев. Не можеш друго да ги поврзуваш работите. Може го поддржуваат. Иако имаме ситуација дека Зоран Заев ја има поддршката од САД и Европската Унија, тогаш се поставува прашањето. Го поставиме гувернер на Македонија, не мора да го гласат граѓани. Овие што се од другата страна, кои владеат, односно во власта, значи ја немаат поддршката. Зошто ја немаат поддршката? Затоа што не владеат како што треба. Ние да се владееше како што треба во Република Македонија, да имаме влада одговорно да имавме, да даваше простор и ДУИ и ВМРО ДПМН и за опозицијата, и за интелектуалците, и за слободно мислечките луѓе, тогаш не би имале ситуација кризна. Не е И точно. да не е криза... Тезите ви се погрешни. Не. Еве пример. Бараше ли опозицијата, односно Зоран Заев, бараше специјално обвинителство? Го доби? И? Бараше комисија, Сега му го одложува државна комисија. Сега Пуч му го одложува за свадба да прави. Државна Катица Јанева. комисија бараше И за да со пости за нови Велига. ингеренции, Го имаме ли тоа? Сите бараше Зоран Заев да нема избори на 24 ако не се исполнуваат условите. Зошто му се удоволи тоа? Не зашто тие го сакаат Заев, односно... Ами за него се... Не. Тоа е затоа што тие се луѓе сепак од држави каде што демократијата има традиција. И тие знаат кои се правата, значи кој е во право и кој не е во право. Тие знаат што е правна држава, што е добра политика,
Дали вие го слушате 3 пати, пошто се бавам со евроатлантските интеграции, 3 пати Джес Бейли го вели ова. Да ја вратиме, значи овие лидери, да ја вратиме земјата во патот на евроатлантските интеграции. Што тоа значи? Барем ти, Филип, треба да го сватиш. На овие тези ќе одговорам. Да, да го сватиш ова. Парламентарен и колегијален, да не го Само ова да го Овде сепак е дебата, може да... Не, сакам да го чуем. Заврши. Што тоа значи? Дека државата, односно оваа власт, ја скренала државата не е во евро... А зошто го вели? Не, ако ти евроатлантските... Не, Ајде не ме прекинувам. Сепак сакам да го колегијален. Ако евроатлантските вредности сакаме да ги градиме во државата и одеднаш ги снема тие евроатлантски, тие европски вредности во нашите институции, значи во судството, во владата, во сите пори, во администрацијата. Ако тие вредности ги немаме, ние, значи, не одиме. Ние декларативно може би работиме на тоа, посебно Министерството за одбрана во тој незиниот дел. Меѓутоа, ако веќе сме доведени во една ваква ситуација каде што се е ерозија на тие стандарди што ние едно време, ти кога беше пратен и Кијас, кога ни велеа странците 2012 имате шанси да бидете членка на Европска Унија или на НАТО, ние тогаш се буневме. Како е можно? Кој може да чека до 2012? Нема Македонија шанса да биде член на НАТО и на Европска Унија. Затоа, а ние сега сме 2016 Знаете ли зашто нема шанса? Уште Не ни ради вас, ни ради мене, ни ради Катица, ни Заев, ни Груевски. Македонија не може да влезе во тие две институции поради Грција. Има вето. 2008 година се остварени сите побарувања што ги има НАТО и прилагодување кон НАТО стандардите и верифицирани се од страна на НАТО и ставено е вето од Грција. И нема да се симне тоа вето, затоа што Грција има проблем со поделбата на Македонија од 913 и некои други европски држави. Ако сакате ќе го расшириме малку натака, меѓутоа ќе се вратам на Катица и на анти-НАТО и антиевропските тези што ми ги импутирате, што не се точни. И на мене или на ВМРО ДПМН, само ако ми дозволите се, ја не сакам јас не го прекинувам. Не, како сакаш, можеме да го водиме, можеме и да упаѓаме и да не. Меѓутоа, имам, после јас ќе ти одговорам за ова. Тука сум за тоа. Значи, тука сум за тоа. За ветото и за ветото имам. Јас ве ценам вас како интелектуалец и сакам да дискутираме, сакам да од ова нема да произлезе непријателство и произлегува размена. Ти барем знаеш дека такви односи јас не градам. Исто тие кои и на говорница 2001 сме имале расправи кога Македонија беше во војна. Непријатели никогаш не сме непријатели. Мислам дека мора да се разбереме како интелектуалци. Јас го почитувам тоа што го слушам, меѓутоа воопшто не се сложувам. Еве тргнеме од Катица Јанева. Катица Јанева не сум баш сигурен дека како личност има доверба од тие што ги споменувате странските представници. Институцијата специјално обвинителство има потреба да се формира и тоа се договорија сите 4 партии што го потпишаа договорот во Парижино. Вие не можете да очекувате од една Катица Јанева да ја дадеме поддршка, 9 пати го одложува рочиштето за пуч. Последното одложување дека ќерката треба да ја мажи и после тоа дека ќе пости. Чекайте малку. Јас израчунав, пресметав дека тоа одложување ја чини државата околу 660.000 евра. Знаете што ќе значи? Консензус се поставено. Чекайте малку. Дозволете. Знаете ли што ќе значи за судските рочишта во оваа држава? Еве мене и вас ако не повикаат на рочиште да кажеме, ајде молам за 2 месеца сега не ми се работи, ја постам, па после ќе одам на свадба, па Зоран Заев денеска едниот адвокат му отишол во Грција, вториот адвокат отишол во Шпанија. Па он има доволно пари за цел живот да ги одложува рочиштата, ако тоа се усвојува како легитимно одложување од соочување со правдата. И вие мислите дека ако Катица Јанева вака ги води процесите, дека на тој начин ќе го спаси Заев и дека ќе го инсталира на власт, знаете што, овој народ, овие граѓани,
гледаат дека дека господјата прави циркус од таа институција, дека троши пари, во меѓувреме дава 2 лажни изјави заверени на нотар. Па тоа го нема никаде, таа треба веднаш да поднесе оставка, а не да се крстиме во странски амбасадори. Јас мислам дека тие странски амбасадори, не знам дали ја гледаат оваа емисија, али ја гледаат веројатно што прави жената, се чудат што да направат со неа. Ако некој од нив им дава правец како да делува и она делува така согласно нивни инструкции, тогаш ве уверувам дека тоа ќе има контраефект на избори. А што се однесува до евроатлантските и НАТО определбите, Македонија, ВМРО-ДПМН, јас лично не гледам замена, не гледам можност за било каква друга политика на оваа држава. Сме гласале декларации во парламентот и пред 98 година, и 2001 гласавме декларација за осуда на терористичките напади, јас и вие во Њујорк. Знаеме кои се наши стратешки партнери. Кон тие стратешки партнери градиме доверба. Сме одговориле на сите барања што ги побарало НАТО од нас. Законодавството се усогласува глава по глава во однос на европската интеграција. Ние имаме проблем со архетип на непријател на оваа држава, кој што е Парчел во 913-та. Некој денеска ќе каже тоа е архаично, тоа е митолошко дискутирање на тема. Не е. Затоа што, ако ги погледнете сите историски документи, дали зборуваме 913 па до 941 или 41-45 или 45-90, вие имате потиснување на еден геноцид кој што е извршен врз македонците. Тоа ако не го знаат некои што се членови во ДУИ, во ДПА, интелектуалци, или во ВМРО-ДПМН, или во СДСМ, убеден сум дека го знаат странските амбасадори. И проблемот на Грција не е со нас, ние нити можеме да извршиме инвазија, нити некој од кај нас има такво ниво на агресија. Проблемот е да се затвори, да не се зборува за тоа. И мислам дека треба да... Јас го извлекувам во сите мои дискусии тоа, кој може да го оспори со историски факти, сакам да дебатирам. Сакам прво твоите тези малку да ги коментирам. Во врска со ветото и проблемот, да, точно е дека имаме проблеми. Беше некаде јануари, јас во Брисел имавме годишна конференција на ATA, тоа е Асоциацијата на Евроатлантскиот совет таму. И во една пауза... Се извинувам, само малку. Господин Петровски, со телефонот... Да проверувам што се случува, дали може би нешто ново има на терен. Дали нешто Фейсбук или добивате од секаде добивам информација, да. Аха, добро. Да, па не ми пред малку добив фотографија од бутел, нели? Се извинувам што ја прекинав. Да, меѓутоа... Ама ве слушам со внимание. Мислам дека култура на однесување и кога ти зборува со говорникот, се извинувам. Треба... Поведете дека не ми јавиле од режи дека има новсетна реклама. Во Брисел? Седнав во Брисел со Џими Шеја, познатиот. Беше директор на PDD, Public Diplomacy Division. И го прашав какви ни се шансите за Букуреш 2008 ви зборувам. Готова, вика, завршена работа. Вие во Букуреш ќе бидете членка на НАТО. Али, ви рече, ако не направите, дословно рече вака, некоја грешка, односно некоја глупост за овие 3 месеци, 3-4 месеци. Која глупост ја направивме? Што не го сменивме името? Не. Прва глупоста дојде со тоа што почнавме преименување на објекти со Тоа е завршена работа, господин Рамадан. Не, завршена работа, затоа што тезата е различна. 2001 ќе отидеме многу назад. Да, ама почнеме за една друга тема. Јас сега сакам да ти кажам ова дека не треба да се добива толку брзо впечаток за една институција која е новостворена институција и пак не и веруваме. Ние, значи, овие институции што ги имаме, не верува другата страна, затоа што велиме дека се под влијание партиска и така натаму. Сепе да ве потрошам. Од друга страна, новоформираните институции. Сега не му веруваме на специјалното,
обвинителство. Вие имате Не му две веруваме лажни на изјави од Катица Јанева на нотар. Две лажни изјави. И 9 одложувања на рочишта за пуч. Како да и веруваме? Зошто го спасува Заев? А зошто Зошто го спасува? кој Па нека одат на суд. Кој рече дека Катица го спасува. 9 пати одложено е рочиштето за пуч. Не е така. А добро е што го браните. Кој? Заев и Катица. Не, Тоа е нешто опортуно. Од мојата страна е доста опортуно вие да го браните Заев и Катица. Па вие кога можете да браните нешто што има веќе индиции, многу јасни индиции за криминал. Зашто зборите И конкретно? за се што? Зашто зборите Па ги конкретно? видовте луѓето беа на рочиште. На какво рочиште? Односно беа Не кај беа на рочиште. Добро, беа Предистражни действија се. Па може и на вас и на мене да ни дигне Катица, ако и сметаме. Филип. Такви насоки се дадени. Кој смета да се компрометира пред изборите? Јас, кога гледам и ви кажувам, излезе Лијан Куловска, екс-министр за внатрешни работи 8-9 години, од судница. Кога излезе од судница со какво лице и како ја лупна вратата. Јас си велам сега шпекулативно во себе. Точно шпекулирате. Да, кој ми го Вие направи сте сега ова? експерт за body language. Да, не body Па нема. language, него доведена е во ситуација затоа што има индиции и некој кога би тие ние ги А слушнавме. презумција на невиност има ли во оваа Има. држава? Или Катица Има. што ќе каже тоа Али за функционер, бидејќи ја поддржуваат странците, за тоа е политички последен збор. функционер. Остави ја презумцијата, политичката Како да ја одговорност. оставам? Па основната Политичката работа одговорност. Да. Значи како е можно човек кој води една од најважните институции во државата, Министерство за внатрешни работи, да се доведе во ситуација да биде кај истражен судија? Како е можно? Па можно е Катица тоа го прави. Не И Катица, бара како не притвор. Катица? Па кој го Па прави? имаше Американците, кој го прави? Па ние го Кој го слушнавме прави? тоа. Па ние не слушнавме ли што правела? ВМРО, МВР, ова штаб во Министерство за Затоа внатрешни сега работи. Оливер гледаме што прави, создава етнички конфликт и сака да се испотепаат луѓе. Не, дури да ви кажам, од човечки аспект, дури Миле, Јанкуловска и овие, просто можете вие да кажете дека тоа е демагошки, меѓутоа просто ги жалам. Овие млади години, затоа што тие се уште се млади, ја завршија кариерата, презаситени од бенефиции, од сето тоа што го направија и презаситени од тоа што беа послушни до крај, ја доведоа и кариерата, и личноста, и веројатно имат и фамилии, што јас не би сакал да видам во нивна Можам ли кожа. Не би сакал да видам коментирам ова во нивна малку? кожа. Може, само еден здив од 30 на секунди, се враќаме повторно во Добро. студиото. Благодарам. Повеќе од 20 години ние го обновуваме минатото. Ние ја градиме иднината. Трансмет. Тие биле сите министри, бе, таму. Абе, у координација се со И како Оливер. министрите? Остай Министри желките биле- не може да ги пројде жив човек. До Не може да ги програмата, пред- може да продолжите. Океј, Не ви може, треба да прашате. може. Еве јас кажувам и не знам кај не вклучија. Желките не може да ги пројде нормален човек. Не може да ги пројде. Тоа е тренирана структура која што е потребна на секоја држава да одржува ред. И таа структура се покажала како во пред владата, кога се правеше обид за државен удар на 6 мај минатата година, така и кога се правеше насилен протест пред судот за случајот Монструм. Значи тоа Знаеш што се зборува, Филип? Се зборува дека во сето ова што е договорено,
сакат министерот за внатрешни работи да го стават на тежок испит и ситуација, затоа дајте, тој немојте да со не теорија на да интервенира и во една ваква ситуација да се создаде конфликтна да се ситуација. Па како ќе интервенира полиција кога таму на чело на колоната ти имаш министри, имаш функционери кои се во владата се. Ама па што ако се во владата? Па значи треба да го рушат крстот. Ако се во владата? Не, па мислам дека како е можно? Светогрдие. Не, како е можно? Па можно значи... Овде не може да се пројде затоа што е безбедносен ризик и нема да пројдат. Па јас сум протестирал пред куќата на Бучковски, желките не вратија 500 метри назад. Не може, таму безбедносен ризик правите. Значи немојте да ми кажувате дека нема... Ама се работи за структури на две партии кои се во влада. Послушајте ме, нема врска. Како бе нема врска? Па значи јас сега ако сум директор на државен архив може да идам да фрлам бомби? Ти имаш... Чекайте сега, значи немојте да карикирате. Каде што има висок безбедносен ризик, полицијата мора да обезбеди на утакмица фудбалска, кои идат, не знам, балисти и комити. Ќе ги пушти да се степат. Друго е тоа. Ма како друго е? Немојте МВР е орган кој што е оформен од државата, кој прави проценки на безбедносниот ризик. Веројатно правели проценки. Па мора ли да ги заустават? Ќе ги заустават 500 метра, па во бутел ќе ги И заустават. се уште веројатно се прават проценки. Па нели ги зауставија неколку дена претходно кога се поставуваше камен ова е пенелникот? чиста ситуација, бе. Чиста Тука треба да се ситуација. договорат За лидерите. Лидерите бе на двете партии ќе ја завршат работата за 10 минути. Извинете, меѓутоа Само сакам, вие ја сведувате само што државата на совет на поглавици, тоа е неприфатливо, не. Па тие се однесуваат како поглавици, што мислиш? Извинете, претходниот министер за внатрешни работи, овие случаеви ги решаваше. Вие ја денунциравте, сега не се навратив на тоа, ја денунциравте и презумпција на невиност прескокнавте. Тоа е ваш став. Не, јас политичка оценка давам. Многу логичен. Политичка оценка затоа што јас слушам што збореше Затоа ние таа. политичка оценка можеме да имаме Таа за што збореше во нејзин ова говори, мене ми е, што знам да ти кажам, тоа е крајно примитивно, Важно просто... е да говориме за улогата на институциите. Ваше право е дали ви се допаднало тоа што сте го слушнали. Па тебе ти се допаднало? Јас не го ни слушав затоа што тоа се незаконски разговори. Сакате ли утре вас да се чуете? Ги слушам вакви... Чекайте, ајде да дојдеме сега малку до Чаваш. Вакви како тебе, вакви како... како тебе ги слушам се почесто. Јас не ги слушнав тие, затоа што се слушам приватни разговори нечиви. Ја Како приватни, не беа приватни се како не се. Не се приватни. Како се стекнати тие разговори? приватни, Значи вие не вас се не ви приватни. интересира закон, само политичка оценка Се давате. извинувам, Така? ако сакате да продолжите... Има ли закон во оваа држава? Има ли начин на кој се стекнуваат разговори телефонски? Треба ли да се одобри процедура? Кој до сега незаконски, кој одговара дека Заев. се не знае? Заев ги има стекнато незаконски. Значи, може ли да говориме... Дали се со надлежен Кога- се извинувам. Дали е дадено овластување од истражен судија да ги снима министрите? Нели Заев рече него дека го слушале, а слушнавме разговори на се и се што само не негови. Кој е раководил со таа институција? Знаете кој е Верушевски? Берушевски бил активен, тоа е Можеме да се вртиме Ако во е круг. пензионер, Верушевски е тој што ги команда структурите. Не ви го одземам правото И што добива на збор. пари од странство. Молам, Ама колега, зарем не знаете дека од странство зема Ако така пари од лесно му Верушевски? влезе некој во сите тие Тоа нека си го разговори... расчистат. Ќе си го расчистат легалистички, ќе И си смират таму содржината тебе процедура. не ти воопшто не те интересира. Ве молам, Содржина. А што да бидам во АЈЕР да слушам 600.000 разговори? Не 600.000. Па Катица Јанева не може да ги преброи. Сега пред 15 дена Заев вика од кога пуштите Верушевски не биле 600, биле 1 милион. Му додаде уште 400.000. И јас кога слушам со мои уши нешто. имам две прашања. Ја преземав во индици. емисијата. Не, проблем. Јас не ви го земам зборот и вашите ставови, само да продолжите околу две важни работи. Не би такво нешто. Господин Рамазани, само... Стварно, многу би било, Господин многу Рамазани, ми е тешко господин Рамазани. како можам да бранам Господин Рамазани, сепак дојдовме да разговараме за две важни теми, а тоа е се меѓуетничките односи и улогата на меѓународниот фактор, но сепак да се вратиме на тоа што пред кога почнавте да говорите, а тоа е улогата на две важни институции. Тоа е оние што ги имаме како институции
меѓу кои се разбира и полицијата, има и други институции од државата надлежни за смирување на состојбите. Се разбира и политичарите имаат своја улога и медиумите. Дали мислите дека со действување на сите надлежни институции може да се смират состојбите, без разлика од кои причини кој стои зад ова, иако се разбира дека е важно? Тоа што преска го почнете, ве молам да го заокружите како теза, бидејќи граѓаните во Бутел, во Чаир и во други подрачја во Македонија можеби чекаат како ќе се реши ова, за да можат да знаат како да постапуваат. Тие се соочени со еден предизвик и јас лично не би сакал да ескалираат состојбите и да се најде начин како состојбите се смират. Легалистички, законски, општините, владата, полицијата има ли решение? Тоа е прашањето што сега ви го упатувам. И како вие мислите дека тоа треба да се реши? Вие рековте со лидерите, Филип Петровски упати на институции, се разбира и... Ќе правиме држава или заседание на поглавици? Само толку, иначе ќе коментирам. Јас имам моje мислење дека во една ваква ситуација, која е... Имаме дадена конкретна ситуација веќе. Тие луѓе стојат таму. Ситуации кои се провокативни ситуации, провоцираат. Има ли компромис? Господин Рамазани, вие мислите лидерите, Филип Петровски смета полицијата. Прво, луѓето таму, пратеници, непратеници, два ноќа се прошатели, ќе останат. Тие што ја направија грешката, тие треба да ја исправат. Па не е секогаш така, господин Рамазани. Тие што други оправат нешто. Ама ние што? Ние бараме, јас упорно барам низ моите изјави и на луѓето им велам и се, немојте да бидете дел од тоа што е сценарио за конфликт. Сценарија за конфликт никако. Ние не гледаме на ние повидок, како интелектуалци, сите аналитичари кои се јават албанци, ако ги слушате, пошто имат на вести и на македонски во Алсат и во Шења и во другите, и во 21, ние велиме вака, дека албанците како граѓани во никој случај не треба да бидат дел од овие два како случувања, поставен двоглавен орел и универзален символ. Но таму има двајца градоначалници, на општина Чаир и на општина Бутел. Има ли градоначалникот на Чаир, кој му е предпоставен и прв? Но и да нема е. Има ли градоначалникот на Бутел, Никола Груевски? Те молам, Љубиша, 10 години ние ги следиме институција, тоа е... Па знаеме ние кој одлучува во тие партии. Има градоначалниците се организирани во... Јас лично го знам Перо Латиновски. Институција. Го знам како човек естав. Меѓутоа, мислиш дека негова е идејата за поставување? Не знам, ја не навлегувам, немам такви информации. Вие го кажувате вашиот став. Тодор Петров, да ви кажам, пошто јас понекогаш давам квалификации врз основа на поставките. Добро, човекот, проблемот со Грција... Не, да не говориме сега за луѓето што не се тука. Проблемот со КФОР, проблемот, неговите иницијативи... Истепан, таму имаше луѓе кои што се веќе се притворени, без разлика каква иницијатива имал, начинот на кој што некој се справил со него, јас не го Овој проблем, вие барате која е пораката до граѓаните? Не е само порака до граѓаните. Упатувам дали имате решение кое што е институционално, освен на двајцата лидери на кои што кажавте. Па овие постојат ли други начини да се двајцата лидери на најголемите партии на власт се институции. Знаеш што значи председател на ВМРО ДПМН, председател на ДУИ. Тие двајца, ако седнат... партија, не знам што значи тоа. Јас знам, ако тие двајца седнуваат, значи, тие двајца седнуваат, проблемот се решава. Што мислите вие за тоа? Но не се сложувам. Кажете кој е вашиот став? Тотално превртување на реалноста. Пратениците на господинот Ахмети прошлата недела седеа со пратениците на Заев. Односно, подпишува иницијатива за да ја соберат оваа структура. И тоа зошто? Зашто Ахмети рече дека ние ќе слушаме како ќе ни диктираат околу промените на датумот. Сега вие мислите повторно се работи за обид за ново парламентарно мнозинство? Тоа е една варијанта. Оваа коалиција меѓу ВМРО ДПМН и ДУИ ќе се преиначи во коалиција ДУИ СДСМ. Знаете што, може да се дали ви разбрав добро, тоа може да се тестира дали ќе успее. До сега во овие 48 часа последниот тест, последната проба
за Оливер е успешна. Мојот соговорник мисли дека некој го мести Оливер. Ја лично мислам дека Оливер преку ова им праќа порака, им удира шамар на сите македонци, кога ја сведува полицијата на невладина организација и кога дозволува, не знам, 100-200 хулигани да пробијат кордон и она што е веќе свет објект да го нагардуваат. Многу сериозна навреда за сите македонци. Ти рече припаѓаш на ВМРО ДПМН. Да, меѓутоа господин И на коалициониот партнер, на сите тие министри кои беа на чело на колоната, ти им викаш хулигани. Да. И продолжува коалицијата со ВМРО Чекайте ДПМН. малку. Коалицијата Никола Груевски Алија Вие сте сериозен човек, немојте вака да се смеевате со многу некои работи. сериозна, многу Вие знаете сериозна. дека во овој момент имаме техничка влада, ние немаме влада со полно право на одлучување, токму поради нападите што ги направи Ниту Заев, во Чаир, кои што ниту се во покажаа Бутел. како лажни. Видете, ја можам да дозволам да не ме прекинувате. Јас знам и така да говорам. Цело време ве почитувам, Добро ме бидејќи, почитуваш, нели, ајде, повозрастни не ме продолжи. прекинувам. Инаку Продолжи. имам концентрација, не може да ме прекине никој реченица. Суштината што е? Вие имате доведена во сите капацитети во прашање извршна власт. Зошто? Ради Пржинскиот договор. Тоа го направи Заев со теза дека има недемократија во Македонија, дека се наместени изборите, дека има вишок луѓе во списокот и така натаму, дека се издавале лични карти. А зашто го прифати Ајде тоа? да ги чекате малку. Зошто да не? Еве ние викаме докажете го тоа. Сега излегува дека има 90.000 во главном албански гласачи, односно луѓе напишани во списокот кои што не се во Македонија. Тоа е едно. Втората теза е дека ВМРО штанца лични карти. Каде се тие што штанцаат лични карти? Господинот Олив, чекайте. Зошто навлегуваш? Ама зошто не ми дозволите да ја завршам реченицата? Ама овие не се точни работи. 90.000 уште не е почната А тоа боли, работа. така? Не, уште Ова не, боли. не боли. Не боли, Па да ви затоа што кажам ако се податоци за струга. 90... Сакате ли податоци за струга? Јас бев контролор 2013 година во дело Гожда на локални избори, каде што има 100% албанско население. Тука е Сакате да ви вината кажам на бројки? партнерот на ДУИ, што дури ти кој не си дел од таа извршна власт, имаш повеќе податоци од ДУИ. Сакате да ги кажам податоците, да интересираат? Кој е партнер во Ви власт. интересираат ли податоците? Зашто не? Да, Во дело меѓутоа, Гожда има 1200 запишани гласачи. Сите се албанци. Ние не бевме како ти коалициони можеш да партнери ги таму. кажеш, Знаете ли меѓутоа зашто јас не ти верувам затоа што ти не си компетентен тие Затоа што бројки не да сум ги- албанец ли? Не бе. Затоа што не сум албанец? Не бе, не си компетентен тие Како не работи сум компетентен? Мојата партија ме пратила таму за да 1200, спречам, да, може за да би се спречам. 1100, не 1200. Повторно ме прекинувате и повторно не сте парламентарен. Може ли Не, бе, да ја завршам Пилип, мислата? Ама даваш бројки, од која позиција ги даваш овие бројки? Ако дозволите да ја завршам реченицата, може и ќе да знаете. Повели. Значи, мојата партија мене ме прати таму, секоја партија има право да прати наблюдувач во својство на некој начин да провериме дали сите процеси се демократски. Вие можете како албанец, како ДУИ, како ДПА да пратите и во Берово наблюдувачи? Има ли спорно нешто во тоа што Нема сум бил во дело Гожда како наблюдувач? Апсолутно не. Па да ви кажам нешто. Таму од 1200 до 2 сат попладне излегува на гласање 50%. Јас ги прашувам луѓето што ги водат изборите таму. Добро, кај се другите луѓе? Ајде, нели има уште 5 сата гласање. Нема вика никој друг овдека. Овде се само тие луѓе. Има две можни сценарија. Или се тие луѓе во емиграција, Швајцарија, Германија, не знам каде, или се луѓе, албанци со тројни државјанства од Албанија, од Косово и во Македонија. И не може да бидат присутни на 3 места во исто време. И сега тие 90.000 што се појавуваат, што висат, се најверојатно овие. Во вториот круг бев во Богојац, село исто Струшко, и таму 50% се појавија. Сега ќе се појави многу сериозен проблем. Ќе се намали процентот на лажните гласови, кои што Заев ги бараше кај ВМРО, ама може да искочат како фантомски упишани или спорни. Кој ги организираше тие избори, каде што беше ти? Кој ги организираше? Државна изборна комисија.
Не ги организирав јас ни вие. А која Државна власт? изборна комисија. Која власт? Чекайте малку, председател на таа комисија беше на СДСМ. Вие мислите дека некој ви го импутира ова? Која власт? Која Знаете беше? што, на површина ќе излезе дека многу од албанците што Не, вие не, си не, ги не. броите у процентите ги нема во Македонија. Па и македонците ги нема. Па бе, окей, бе. ајде да се преброиме. Па да се преброиме, почнавме да се преброиме, зошто дека не се одговара? Па, за да знаеме колку луѓе има во државата. Што? Ама- Сега да ме вратам на личните карти, ако дозволите. Главната теза на Заев е дека тие лични карти ги штанца ВМРО. Меѓутоа, влезе Оливер, колку е 3-4 месеци е министер, менува таму насилно, го напреди мажот на Ременска за 7 позиции нагоре, не почитува закони и етаблира своји играчи. Зошто не најде Оливер некои луѓе вака низ Македонија, во Берово, во Скопје, во некој стан или можеби во Богоец, во Струшко, некој од ВМРО да штанца лични карти? А во исто време се фати Чаушот со апаратура за штанцање на лични карти, со лажни пасоши, со подготвени лажни сметки. А Љубиша Арсич добива награда од Европската комисија представена во Скопје за известувачка сторија на годината. И што сега на крај може да извлечеме као заклучок од цела оваа шарада, од оваа маскерада? Дека Заев работи на ослабнување на институциите на државата, дека се користи со лажни тези, дека прави криминални действија умеѓу време и дека луѓе кои што соработуваат и се членови на СДСМ, како Чаушот, штанцат лични карти и ги подметнуваат од Ги државата. слушнавме. Ги слушнавме криминалните действија, немајте много. Чаушот не е криминалец. Ама Чаушот не Што е е Чаушот? министер за А што внатрешни е Чаушот? работи. Ама Чаушот му вртел на Да, министерот. Чауш не е министер Ама му вртел на за ми- транспорт и Ама му врски. вртел на министерот да го спасува кога го Чауш апсеа. не е шеф на ДБК. И имате Зборуваме ли се вие високи. доказ дека Нешто шефот се на ДБК случува, е направил само лична еден карта? пример да ти Не, кажам. ама за Чаушот има. Во Албанија сега има иницијатива за декриминализација на државата и веќе пристанале доаѓаат 40 млади луѓе албанци кои завршиле во Америка студии и формираат истражно државно тело кои ќе ги ловат криминалците на највисоки функции. И тоа со помош и на меѓународната заедница и така. Така што, ако се сака сериозно, значи да се декриминализира државата, Кој не сака? Кој институциите, не сака? тогаш треба Чекајте малку. треба поддршка за така. Ние Кој не сега дава подршка? ама не Па кој не дава подршка? пример, Па ти даваме цело подршка. време го Па спомнуваш Заев, Па го изгласавме ли обвинителството специјално? Женава не, прави циркус. цело време го Одложува спомнуваш рочишта на Заев, свадба. ама не смееш да го спомнуваш Никола Груевски, не смееш да го Кој вели спомнуваш тоа? Јанкуловски. Кој вели тоа? Па ги спомнали еднаш. Кој вели тоа? Ги Па спомнали. јас ви кажувам дека секој што се огрешил од законот треба да Па јас одговара. сум за се. Меѓутоа не може да Јас одговара лично пред не- акмети. лично немам Не може да ни- одговара пред Јас лично немам ништо Е, па против што? никој од овие личности. немам ни јас. Никогаш ништо ми не ми Немам ни јас. направиле лошо. Меѓутоа знаете што? Меѓутоа да се декриминализира, како да се Како? декриминализира? Како со Оливер и со Не Катица? стои, по тоа тие се институции. Кои институции? По институции се. Гледате ли што прават тие институции? Што прават тие? Па тој Чаушот Што кога го прават апсат, тие? овој му врти на Оливер да го Ама спасува. чекај бе, А немој жена му ти- на Чаушот му врти на Ти Заев. правиш компарација, споредба обичен човек, Не, граѓанин, не. со функционер. Не правам споредба со криминалното подземје, со Не, врвот не на е СДСМ. исто, не е Исто е. исто. И има корпус Не е деликти исто, не е и снимки. А ова што е? Ова е нека се нема одвива корпус, процедура. нема индици Нема тука. корпус деликти. Немојте. Ова е снимено Немој, Чаушот. бе, како? Ама знаете што, Чаушот снимките што му ги давал на Љубиша Арсич, он ги објавуваше, еве ги, овие од ВМРО прават лични карти и божем нешто снимени, нели тепихот исти го најдоа. Па цело време е конструкција од Заев. Човекот исти што бара по 1 евро за вице. Вие ли ми го кажувате човеков дека тој ќе поправи Македонија и ќе ништо не дотера? реков. Друг, па ти, Кој друг? тој оди на рочиште. Ќе одлучува. Па оди на Ќе рочиште. одлучува, А на едниот рочиште адвокат во оди. Грција, другиот во Оди на Португалија. рочиште. Нека одат и овие, па ќе видиме Тоа на е крај. шарада, па беа они.
и ќе се одлучи дека нема потреба за притвор, затоа што таа или процесот Катица продолжува. Јанева нема доволно аргументи и непрофесионално работи, туку работи политички. Кој не професионал? Катица Јанева. Катица, па тие имаат предмети, секој јавен обвинител во тој тим си има одредени предмети. Некој е за некој за изборите, некој за монструм, некој за друго, некој за и тие Катица не ги работи предметите. А за пуч нема време. За се има, само за пуч нема. Па има време. Има време да го одложи, така? Кој го одложи? Па Катица, вие не пратите изгледа. Чекај. Она Првиот сет на обвиненија... Чекајте малку, колега. Првиот Оваа сет недела го одложи ради свадба. 2 месеци од чистото. Беа што се поврзани со изборите. Со неправилностите во изборите. Да, мислите на онаа пресконференција холивудска, каде што очекуваше Катица аплаузи од новинарите? На таа ли пресконференција? Или на онаа црната до неа, како се викаше Фатиме, што се смееше дека ќе го апси Едмон Темелко? На тие ли мислите обвинители? Тие не се ликови на обвинители, тие мислеа дека се на аудиција за филм. Немој кој како... Извинете, имам ли право на мој став? Не, имаш. Меѓутоа, јас така не ги не мора да мислиме исто. Меѓутоа, јас ги гледам како циркус. Ти можеш така да ги гледаш, ама јас не. Затоа што тие јавно настапија елоквентно, чисто ги кажаа сите работи како се смеја, така. Ние прв пат видовме како треба да настапи еден јавен обвинител, јавно, транспарентно. Колега, вие сте биле парламентарец. Па вие треба да знаете дека Едмон Темелко не може да го апсат без налог шефот на полиција Битолска. Ве молам, збориме за легализам. Вие сте носеле закони во Собрание на Република Македонија. Човекот го киднапира. Тие јавни обвинители што вие им се одушевувате што прават циркус на пресконференција, треба да знаат дека треба налог да издадат. Во оваа ситуација тој беше врзат доста со изборниот со изборите. Па колку македонци има во Пустец? Како и да е, тој беше организатор на сите тие. Колку има македонци таму? Абе колку и да има тој. Колку албанци гласат од Грција што живеат во Албанија, знаете ли? Па нека. Колку гласат, знаете ли? 700.000. Па нека гласат. Па треба да гласат. Зошто македонците од Пустец да не гласат во Македонија? Па кој вели дека не може да гласат? Па Катица и незиниве циркузантки. Затоа што го сведуваат затоа што цело време Оливер, Заев и Катица ги се манипулираше. Како се манипулира? Ако ги ставаш во еден стан и ги носиш под рака, вамо да гласате за кога? Што се тие малоумни луѓе? Па зашто ги подценувате тие луѓе? Не, ги подценуваше тој што ги покани, ги викна таму. Најголемото подценување им го направи тој што ги смести како овие, како избеглици во станови за да одат да гласат. Чекайте малку, тоа се луѓе. Тоа се луѓе. За нив цело време Заев и целото лидерство на СДСМ се определува како да се... Тие не дојдоа достоинствено да гласат како што треба. Ма нивно право е. Вие ли ги изборите за гласање? Па да ви кажам како се гласа во Делогожда групно, за жените дека гласаат мажите? Чекај, во овој случај контестот, односно спорот, го немате со албанците? Па го немаме. Го немаме. Спорот вие го имате меѓу себе. И јас тврдам дека македонците, не само од Пустец, од цел свет македонците треба да гласаат. Првата операција што ја правеше и... Па и гласавте ве тројца пратеници од диаспората ги добивте вие. Па зошто е тоа така? Дури ние се чудиме како ги добивте. Како ги добивте? Дури се чудиме каде отидоа албанците, барем во Европа. Каде се албанците? Во Европа има повише албанци или македонци? Ама да не излезе дека има албанците да се пишуваат у 3 држави на Балкан и плюс уште една четврта држава во Европа. Албанец тука не може да добие државјанство, а поделени се таму државјанства со куп. Албанци не може тука да добијат државјанство. Документ на ОПСЕ од 95 година потврдува дека 150.000 косовски државјани имаат добиено државјанство во Македонија. Тие се тука, живеат со години. Тие добија ради Киро Глигоров за да добие председател да стане. Ама колега ги знаете тие документи? Тие се на интернет ги има документи? На интернет. Документ на ОПСЕ е тоа. На интернет може да го најдете. Не е точно. Тоа е извештај на ОПСЕ. 150.000 државјанства се дадени.
во 90-тите на албанци од Се Косово. дадени на тие што им следуваше... Ајде да ги укрстиме податоците на нивните имиња не, во јас се Македонија и ти- во Косово, ако се ги појават од двете укрстуваат, држави да ги видиме дали се укрстуваат. косовари или македонци. Па немојте, значи не сме паднати од Марс, ние во оваа држава живееме исто како и вас. Јас сакам со вас да живеам. Ама не може да живеам у голема Албанија. Вие на тој споменик во Чаирија го цртате местото кај што живеам ја во голема Албанија. Овде е Македонија, не е голема Албанија. Не. Остај, тие се тези веќе дежаву. Ама ставено е. Ајде да седнеме у кола, да идеме сега во Чаир, да видиме дали него чуваат споменикот двоглавиот орел и картата на голема Албанија. Каде има карта? На двоглавиот орел од страна. Не сте го виделе? Треба да го видите, колега. Тоа е провокацијата. Значи, датумот е ставен од една страна УЧК, од друга страна голема Албанија. Добро, која е твојата теза? Мојата теза Мислам ти со... дека албанците треба да се интегрираат во македонската нација. Точно со тоа сите го своји барам. права. Па имате. Што Точно немате? тоа го бараме Кажете ние ми што цело немате? време. Ма што Цело немате, време. Ти знаеш Па од ти пратеник беше, бе, 90-тите колега. Да. Што немате? Што немате, кажи? Па јас не имате ли министри? Имате ли универзитети? Имате ли Не бев градоначалници? пратеник по твоја волја, ти ли ме бираше Не, мене? те бираше Исто електорат. така. Епа. И не Па мој значи вашиот електорат има право да гласа. Сигурно. Значи не Па му има укинато право. ни едно право. А зошто? Па Кој- што е кој проблемот? може да му го Па укине тоа Зашто не се право? интегрираат? Зашто не се поклонат Можеш ли пред да му македонското знаме? Зашто Ама, стават албанско Ти можеш знаме? да му укинеш право на албански? Не. Дури сакам. уште едно друго Нити знаем. сакам. Јас сум така воспитан и политички и како човек. Јас никогаш нема да барам права од тебе и твојата партија. Јас не ги Не барам. мојата партија. Повторно Јас ги грешите. остварувам Грешите. правата. Не, знаете што? Јас ги Вие ги остварувам остварувате, ама во правата. државата Македонија. Па што? Се ближиме до Треба да ја крајот почитувате на... државата. Не, Не не, зборам за гледате ли? вас, него за тие што дигаат такви Господине споменици. Петровски. Они покажуваат Господине непочитување Рамадани. и територијални претензии. Ве молам Карта на да... голема Албанија што е ако не територијална Ве молам претензија? Па да... добро да и од твојата партија има територијални претензии. Ве молам за... Как ти? Господине Петровски, Рамадани. Ма карта Ве е молам една, за- друго е споменик со карта на Господине Обединета Петровски, Албанија. ве молам само Јас за... се извинувам, Не, меѓутоа, во ред, во ред. јас сум таков соговорник. Не, во ред, не ми пречи тоа. Не ми пречи тоа, гледате Немојте дека да се цело време ljutite, ве јас остави немам да ништо против. дебатирате, Јас- затоа што имавте самите еден кон друг многу прашања кои што јас бе ви ги поставил. Уште една мала пауза и потоа се враќаме да одјавиме емисијата. Ја украдовме емисијата. Посетете го саемот на градежништво и реновирајте го својот дом со големата понуда на градежни материјали. Посетете го и саемот на недвижнини со најголемата понуда на нови станови на едно место. Големи попусти со проектот Купи куќа, купи стан и Купи куќа за млади од 1 до 5 март. Повеќе од 20 години ние го обновуваме минатото. Ние ја градиме иднината. Трансмет. Почитувани гледачи, се ближиме кон крајот на дојдовме на самиот крај на оваа дебата. Од она што моите соговорници вечерва го искажа, очигледно дека диалогот не е мртов, дека се уште постои диалог без разлика на жестината со која говорат, но се надевам дека тој диалог ќе продолжи, дека ќе се одвива вака во институциите, бидејќи сметам дека медиумите се исто така институција каде што треба да се одвиваат, дека ќе ги заменат улиците и другите начини на, да речам, избрзано или непримерено однесување на било кои поединци и групи. Се надевам дека она што се случува во Чаир и во Бутел ќе има политичка и правна разрешница. Ви благодарам што бевте гости во ТВ Нова. И уште нешто сакам да заклучам, дека овие теми кои ги отварате очигледно се уште тлеат во
македонското мултиетничко и мултикултурно општество и ќе треба подолго време и трпение. Само уште една реченица. Може уште по една реченица, 20 да не влезете во полемика. Порака за граѓаните во една ваква ситуација. Јас поаѓам од мојот пример. 2001 во нашиот парламент, во собрание на говорница го кажав ова. Почитувани мои колеги пратеници, почитувани министри, се води војна, конфликт, гинат деца. Имам до вас едно искрено прашање. Дали вие што сте тука, дали погина некој ваш син, сестра, брат, за немија? Ниеден. Затоа пораката ми е до лидерите на политичките партии, тие што раководат со институциите, да бидат одговорни до крај. Да не доведуваат во ситуација пак со туѓи деца, да водат некаков конфликт и да направат во Република ситуација за која после пак треба да се седне на маса и пак некој договор. Затоа политичарите, раководителите, тие што раководат со институциите, тие се најодговорни. И најодговорни во овој случај се тие кои можат во една ваква ситуација да го извлечат тоа што е најбезболно, тоа што може најсофистицирано, најдобро. Во интерес на мирот. Во интерес на мирот, затоа што сепак ние сме фрагилно општество, општество каде се обидуваме да ги градиме тие меѓуетнички односи со години. Ние 25 години имаме мултиетничка влада и срамно е да дозволиме уште да имаме меѓуетнички односи. Да завршиме со вакви пораки. Господине Петровски, вашето... Треба да се работи на смирување. Се разбира, не му одговара на никој една ваква тензија која што може да доведе до поширок судир. Јас сум уведен дека граѓаните ќе препознаат дека треба да се препушти на државата да се справи легално со сите овие тенденции. А ја повикувам државата која што е исполнета, институциите кои што се исполнети со политички одлуки, пред се МВР да си воведе ред, а не да има двојни аршини, еден ден да пропушта кордонот луѓе кои што се агресивни, а друг ден да ги стопира тие што се агресивни. Спрема сите да биде ист. Добро. А го има тој капацитет државата. Ви благодарам уште еднаш што бевте гости, а вам почитувани гледачи што бевте со ТВ Нова. Пријатно.